Пролета во мојата земја е посебно убава, а Бога ми и вкусна. Мојот пријател Ламбе ми вели: ај дојди ми наручек во Битола. Постарите битолчани знаат дека тоа е времето, мај-јуни, кога се подготвува и јаде орман кебаб. Се разбира, не можев да одолеам на поканата и тргнав за Битола со воз. Одамна не бев патувал со воз. Едноставно човек занемарува се и погледот сам се врти кон прозорецот, кон видикот што не можете да го забележите додека патувате со автомобил или со автобус. Да, возот ја има таа магија да ве носи и да се чувствувате како мал центар на нештата, додека минувате по шините од чиј звук, Бога ми, можете и да заспиете. Ви се верували дека од Скопје до Битола има 14 станици и 15 стојаништа. Во просек на секој 8 километри по едно стоп. Но, откако ќе се навикнете на постојаното тргнување и застанување, го отворате прозорецот и се обидувате да го допрете Вардар. Што зборувам. Да, бидејќи во оној дел од Скопје до Велес, каде што шините се слеваат со реката, играта се претвора во вистинска мистерија. Водата во својот тек ви се чини дека ви доаѓа ту од левата, ту од десната страна. Во тој прв час од патот ги стекнувате и првите познанства и задолжително осознавате дека некој од сопатниците познава некој ваш пријател, роднина или комшија. И некако си правам ваква математика. Доколку пријателите на моите пријатели се и мои пријатели, без малку во оваа парче земја секој е нечив пријател. Во меѓувреме ќе го чуете и моабетот од соседното седиште, а и она пред него, и приказните сами се редат. За подгреаната сарма, за напорната работа, за болната мајка, но и за точната предпоставка на една бабичка која вели: ако во Папрадиште се чуе возот, сигурно е дека набрегу ќе врне на Солунска глава. Различни испреплетени приказни, слеани во еден звук. Приказни што патуваат од еден до друг град, од едно до друго у. Кога возот ќе запре, ќе си речете: пријатно, ај со здравје! Можно е пак да се сретнеме, но и на таа нова средба повторно ќе се запознавам. Од Велес до Богомила, дива Македонија. Да, има тука едно недопрено делче, што може да го видите само ако патувате со воз. Морав да слезам во Богомила, за да можам одблизу да ја доживеам природата на Централна Македонија. Овде е роден Петар Попарсов, еден од основачите на нашата модерна историја. А одовде не секојдневната гледка на моќната Солунска глава. Магепсани од незината убавина посакувате мигот да трае вечност. Другар ми Ламбе ме чека. Време е да продолжам. Кога заврши 2,5 километарскиот тунел, почнавме да се спуштаме и веќе ја догледавме Пелагонија. Билки покрај шините, билки по ливадите, исткаен тепих од пролетно цвеќе. Во прилеп, поголемиот дел од сопатниците се симнаа, а кондукторот ми вели: уште малку има до Битола. Сега е се рамно до таму. Ке прошетам по широк цокар, а на тембел чаршија кафе ке се напијам. Младост мила ке си спомнувам. Преку 9 орман планини поминав за во Битола да дојдам и овој прекрасен орман кебаб да ви го препорачам. За Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Мојата чудесна земја. Битола не давам.